Добро утро за нашите гледачи на Канал 5 телевизија и Здрава Македонија. Секој утро во вашиот дом сакаме да донесеме различна и интересна содржина. Така и ова утро. Се наоѓаме во бифета на Собранието на Република Македонија, каде појадуваат нашите државни службеници. Но дамата, која 30 години ги подготвува најубавите и највкусните оброци, денес ќе ни ја открие тајната. Добро утро. Добро утро. Господја Цветанка, 30 години сте дел од кујната на државните функционери. Што тие сакаат да појадуваат? Како и обичните граѓани, така и функционерите. Значи, едномени се состои од омлети, варени јајца, ајварчиња, претежно на традиционална македонска кујна, нели што ние доручкуваме и со тие они, не се нешто специфични, да треба, нели, посебно некое внимание, што ние, тоа и они. Кој е омилениот појадок на државните функционери? Што е најбарано од вашето мени? Па претежно се омлетите, пити, тестенините, тоа. Во 30 години искуство и традиција, кој ден ви бил најтежок и со најголемо оптоварување сте создале појадок, ручек или вечера за државните функционери? Па најтешко ме било кога имало делегација. Дали ќе помине секако што треба, да не се направи, нели, недостаток некој да не има, меѓутоа сега за сега е поминато секако што треба. В месец март не е месец на пости, свет месец, кога, треба да се пости и да се почитува традицијата. Какво е менито токму во месец март во Собранието на Република Македонија? Па се состои од претежно постни јадења. Значи, тргнуваме со потажи, со постна супа, гравче, туна, ориз, посен, претежно се македонските готвени јадења. Кој е ваше омилено јадење? За подготовка и едноставно јадење кое можеби со најголема леснотија го подготвувате? Па не знам, за мене е сармата. Ви благодарам многу на овој краток, убав разговор. Ви посакувам убаво и успешно и натаму да појадување, ручек и вечера на сите оние кои минуваат низ Собранието на Република Македонија. Ви благодарам. Македонија. Често и задоволството да појадува и да го сретнеме токму тука е господина Драган Недејковиќ. Добро утро. Добро утро, поздрав до вашите гледачи. Господине Драган, пратеник сте во Собранието на Република Македонија. Колку често сте во бифета на Собранието и што најчесто појадувате? Па често сум у бифетот, тогаш кога има пленарни седници, кога има комисии. Обично ние појадокот и руче го спојуваме, пошто во рамките на Собрание, кога има пленарна седница, пауза е од 14 до 15 часот и тогаш е обично ручек, така да ручек и појадок е заедно. Да откриеме за македонската јавност, што појадуваат пратениците? Кој е омилениот појадок? Надвор од Собрание да кружи некоја фама дека во рамките на ресторанот на Собрание има кавијари, има печени јагњина, прасиња и така натаму и така натаму. Ние појадуваме исто што појадува нашиот народ, значи еве денеска конкретно летња манџа и мекица и сиренце. Граф, чорба, гулаш и така натаму и така натаму. И све тоа по, да кажеме, по реални цени. Не е тоа будзашто као што народот, да речеме, еве, ќе откриеме, да, вистина да кажеме, чорба телешка кошта 160 денара, што е, да кажеме, реална цена и надвор по објектите кошта толку. Парче леп кошта 15 денара. Значи и во кафаните надвор кошта 15 денара. Така да плаќаме реална цена, а не е тоа као што беше минимална цена и така натаму. Кој е вашиот омилен појадок? И на мене и на колегите сакаме кога се граф, кога е граф во прашање, тогаш ли се готви за повеќе луѓе и поевкусен. Така да има графче тавче, има и чорба с граф со ребра. Така да е тоа. Мада има и пилешко со ориз, има и тава со спанач и така натаму и така натаму. Значи обични македонски јадења кои ги користат и сите наши граѓани. Бидејќи сепак ќе представувате Српската партија, па кој е ваше омилен, дали вашата сопруга знае да подготви некој српски оброк или секогаш имате мевце во се што појадувате или ручате?
И дека и мене сопругата е комбинација пола македонка, пола е хрватица, а јас сум србин, значи подготвуваме и српски, и македонски, и хрватски јадења, така да кујната е разноврсна, така да мада и јас сум гурман, па и јас подготвувам дома, така да немаме проблем, али обавезно месо мора да има на маса. Да. Ваша порека за крај на овој убав утрински разговор до сите кои што не гледаат во Македонија и надвор од Македонија. Пред се да посакам среќа и здравје. Да ја почитуваме нашата држава, да ги почитуваме нашите јадења, нашите македонски производи. Ние се трудиме и во рамките на бифето да исклучиво се македонски производи од македонското поднебје и пиперки, патиџани, јајца и сирење и така натаму. Македонија е земјоделска држава, многу богата со земјоделски производи и тоа е тоа. Така да тоа е пораката. Јадите здраво, не јадите многу, умерено, све умерено. Ви благодарам многу, ви посакувам убав и среќен ден и да ги вистина почитуваме македонските јадења и се она што го имаме во Македонија. Ви благодарам многу. Благодарам и ја на вас. Откривме дека не се појадува кавијар, дека едноставно и тука, како и насекаде, нашиот народ треба да е задоволен со она што го имаме. Да е македонско, да е убаво и да ни е трапезата полна.